Пророку и претечо на доаѓањето Христово, не умееме достојно да те пофалиме, ние што со љубов те почитуваме, бидејќи со твоето честно и славно раѓање се разреши неплодството на онаа што роди и немоста на таткото, и на светот му се проповеда во плотувањето на Синот Божји. Според православната традиција, раѓањето на светителите се слави на денот на нивното упокоение, бидејќи тоа е денот на нивното заминување во Царството Небесно, односно нивното раѓање во Царството Небесно. Исклучок е само раѓањето на Исус Христос, на Пресвета Богородица и Свети Јован Крстител, бидејќи нивните раѓања се алки во ланецот на божествениот домострој, односно во планот на Божјото човеколюбие за спасение на светот. Свети Јован е роден од стари родители, свештеникот Захарија и праведната Елисавета, кои долго време биле бездетни. Неговото раѓање, како и името на детето, ангел му ги објавил на Захарија додека бил во храмот. Како што е раскажано во првата глава на Евангелието според Лука, од 39 до 57 стих, кога Пресвета Богородица, која во утробата го носела воплотениот Син Божји, ја посетила Елисавета, Јован, чувствувајќи го присуството на Христос, се придвижил во утробата на својата мајка. Свети Теодор Студит вака го спомнува раѓањето на Свети Јован Крстител. Сите пророци од Стариот Завет кои дошле пред Свети Јован не ја достигнуваат неговата величина, бидејќи некои од нив живееле пред пишаниот закон, а други по него, откако законот бил даден. Меѓутоа, Јован, синот на свештеникот Захарија и Елисавета, се роди и напредуваше во периодот меѓу законот и благодатта. Свети Јован го објави доаѓањето на Исус и ги подготви луѓето за Христовото служење. Имаше многу пророци кои исто така пророкуваа или правеа чуда, но честниот претеча се покажа како чудотворец додека се уште бил во утробата на својата мајка. По раѓањето на нашиот Господ Исус Христос и по поклонувањето на пастирите и мудреците, царот Ирод наредил да бидат убиени сите машки деца на возраст до 2 години. Кога слушнала за ова, Света Елисавета избегала во пустината и се скрила во пештера. Свети Захарија бил во Ерусалим и ја вршел својата свештеничка служба во храмот. Ирод испратил војници кај него да го дознаат живеалиштето на малиот Јован и неговата мајка. Захарија одговорил дека не знае каде се наоѓаат и затоа бил убиен во храмот. Праведната Елисавета до крајот на низиниот живот живеела во пустината со својот син. Детето Јован, заштитувано од ангел, растело во пустината. Со пост и молитва се подготвувал за својата служба. Кога наполнил 30 години, Свети Јован излегол на бреговите на реката Јордан да проповеда. Покајте се зашто се приближи Царството Небесно, ги советувал собраните луѓе. Свети Јован Крстител многу ги поучувал луѓето што доаѓале кај него, да делат со сиромашните, да не ги навредуваат своите ближни, да живеат според вистината. Луѓето кај Јован доаѓале од цела Палестина, за да се крстат за покаяние. Така и самиот Исус Христос дошол кај Јован да се крсти, иако бил безгрешен и немал потреба од покаяние. Христос се крстил за да ја исполни секоја правда, да ја освети водната стихија и да го постави почетокот на светата тајна крштение. Кога излегол од водите на Јордан, се случило чудо. Небесата се отвориле и Духот Божји во вид на гулаб слегувал и се спуштал над Исус Христос. Од небото се слушнал гласот на Бог Отецот: "Овој е мојот возљубен син, кој е по мојата волја." Откако Свети Јован му го објавил на светот доаѓањето на Исус Христос, Синот Божји и ветениот Месија, продолжи неуморно да повикува на покаяние и да ги разобличува човечките гревови. Поради тоа што јавно го укорил царот Ирод Антипа за неговиот незаконски живот со Иродијада, жената на неговиот брат, бил фрлен во затвор. Подоцна, по наговор на Иродијада, која го мразела поради неговото непоколебливо сведоштво за Божјата правда, Свети Јован бил погубен со отсекување на главата. Така своето пророчко служење го запечатил со подвигот на светото мачеништво.